За остварувањата прикажани на Женевскиот салон на автомобили ке се зборува на долго и на широко. Сепак марките кои не настапија таму се погрижија да представат новини. Така, од другата страна на Атлантикот Тесла го лансира новиот кросовер наречен Модел Y. По позитивните финансиски резултати, Opel најави враќање на рускиот пазар, Infiniti најави збогување со европските муштерии, а Volvo ке ги ограничува максималните брзини на сите модели на 180 км на час. Во дебел финансиски плюс е и Volkswagen, како и Porsche, од чија флота го тестиравме новиот Macan. Добре дојдовте и уживајте во следните половина час. Салонот во Женева ги затвори своите врати. Низ нив за 11 дена поминаа 602.000 посетители, кои за влезница платија по 16 швајцарски франци. Тоа е за 9% помалку од лани, но организаторите се задоволни. Велат дека годинешната изложба била полна со квалитет, споменувајќи ги 150 светски и европски премиери. Наведуваат и дека за прв пат се представиле 34 нови изложувачи, намерно испуштајќи го одсуството на Ford, Opel, Volvo, Hyundai, Jaguar, Land Rover и други. Намален е и бројот на новинари кои известуваа од салонот, кој сепак се задржа на околу 10.000. Тие забележаа дека околу 30% од експонатите се електрични возила, што е еднаков процент како и во првото издание на Женевскиот салон, одржано во 1905 година. Кратко откако навлезе во позитивен биланс, Opel најави дека ќе се враќа на рускиот пазар. Пред крајот на годинава во 15 до 20 поголеми руски градови ќе биде оформена нова дилерска мрежа која за почеток ќе нуди 3 модели. Главен адут ќе биде компактниот кросовер Grandland X, кој ќе излегува од монтажните ленти на фабриката на Opel во Eisenach во Германија. Другите два, Zafira Life и доставниот Vivaro, ќе се произведуваат во заедничкиот погон на групата PSA и Mitsubishi во градот Калуга, јужно од Москва. Наскоро се очекува и четврт модел, а среднорочните планови предвидуваат удвојување на продажната мрежа. Ова треба значајно да придонесе за реализацијата на плановите за тројно зголемување на пазарното учество на PSA групата во овој регион. Со нив исто така е предвидено возилата на Opel во наредните 5 години да започнат да се продаваат на 20 на нови пазари надвор од Европа. Иако е голем, стратешки важен и атрактивен пазар со значаен потенцијал, Opel заедно со Chevrolet се повлече од Русија во 2015 година како резултат на променливата бизнис политика на General Motors. Фабриката во Санкт Петерсбург се затвори, а беше откажано и заедничкото производство со рускиот газ. Се очекуваше дека овој потег ќе донесе сериозни заштеди во однос на неопходните инвестиции кои ќе придонесат за полесно излегување на Opel од долгогодишното црвено салдо. До тоа сепак не дојде се до ланската 2018 која беше прва цела година откако Opel е дел од француската група. Според финансиските резултати, германскиот производител лани оствари приходи од продажба во висина од 18,3 милијарди евра и добивка од 859 милиони евра. Ова има посебно значење бидејќи претходните прогнози беа дека марката ќе се врати во профитабилните води во 2020 година. Дел од цената за ова платија и 3700 вработени во Германија кои останаа без работа. Реално оваа бројка е поголема бидејќи истовремено во Франција беа преселени 2000 работни позиции од развојниот центар во Руселскај. Приказната за глобализацијата на Infiniti заврши уште пред целосно да биде напишана. Луксузната филијала на Nissan од почетокот на идната година се повлекува од Западна Европа. Како причина се наведува преструктурирањето на работењето со кое фокус ќе се стави на Северна Америка и Кина.
Лошата продажба, која лани во земјите од Западна Европа достигна едва 6250 возила, не се споменува. Вистината сепак треба да се бара во специфичностите на западноевропскиот пазар и неисполнетите ветувања на Infiniti. Лошо тргна и заедничката соработка со Daimler за потполнување на гамата со компактни модели. Следејќи ги стапките на Lexus, оваа марка како луксузна дивизија на Nissan беше основана во 1989 година. Нејзините модели со својата уникатност брзо ја освоија Северна Америка, но и симпатиите на купувачите низ целиот свет. Посебно се истакнуваше Русија, каде возилата на Infiniti на сивиот пазар достигнуваа двојно поголема цена отколку во Соединетите Американски држави, од каде беа увезувани. Затоа и во соопштенијето за јавноста на Infiniti се наведува дека марката и понатаму ќе биде присутна во источноевропските земји, без прецизно да се специфицира кој. Škoda. Simply clever. Имам 36. Не знам кога поминаа годините, ама добро се држам. За 2 часа го имам најважниот состанок во животот. Но прво, да си поиграм. Со новата Suzuki Vitara. Немав време да те видам од сите страни. Немав време да размислувам, ни да те спојувам со никој друг, освен со себе, во првиот миг. Ти ме освои. Затоа што првиот впечаток е најважен. Новиот Kia Ceed Vision за 13.990 евра. Kia Motors, Македонија. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. За секој кој постојано се стреми кон повеќе. Ова е твојот нов фокус. Прогласен за автомобил на годината во Македонија. Volkswagen групата ја одржа својата редовна годишна средба со медиумите на која извести за резултатите од работењето. Во нив не беше изненадување дека германскиот автомобилски джин годинава ја помина и ја заклучи со подобри бројки. Со продажба на 10,8 милиони возила, приходите пораснаа за 2,7% на 236 милиарди евра. Од нив чиста добивка се нешто повеќе од 12 милиарди, за 6% повеќе во однос на претходната година.
Извршниот директор на Volkswagen Herbert Diess изјави дека профитот ќе беше поголем да не беа новите норми за хомологација кои заради забавеното производство ја чинеа компанијата милиарда евра. Сепак не спомена дека тие се воведени токму како последица на Дизелгейт аферата, за која Volkswagen досега има трошоци од вкупно 29 милиарди евра. Во прогнозите за годинава се предизвикува мало зголемување на продадените автомобили и пораст на приходите за цели 5%. Во поглед на електрификацијата, првобитниот план на групата стана уште поамбициозен и до 2028 година ќе се лансираат дури 70 нови електрични автомобили. Првиот од нив ќе биде хеджбекот ID, за кого преднарачки ќе започна да се примаат во мај. Производството ќе му започне во ноември, а испораките на почетокот на 2020 година. Со оглед на значително зголемените планови, нарасна и проекциите за количините електрични возила што треба да се произведат. Така, место порано споменатите 15 милиони кои погрешно беа протолкувани како 50, од погоните на Volkswagen групата во наредната деценија ќе излезат 22 милиони електромобили. Тие ќе бидат поддржани со инвестицијски циклус од 30 милиарди евра наменети за наредните 5 години. Батериите ќе се набавуваат од 3 корејски и 1 кинески производител, а се разгледува и можноста за заедничко производство со некој од нив во Европа. Во својата безбедносна стратегија, Volvo постави цел до 2020 година ниту еден возач и патник да не загине во било кој модел на шведската марка. Патентите наменети на безбедноста се бројни, а како дополнителна мерка најавено е електронско лимитирање на максималната брзина на сите модели на 180 км на час. Веднаш се појавија опаски дека електронското лимитирање на брзината е сувишно, бидејќи најголемите мотори на Volvo се 4-цилиндерски и толку им е душата. Народот секогаш ќе наоѓа гачки, а ние го пренесуваме комуникето од Скандинавија. Некому може би нема да му се допадне, но шведскиот производител до 2020 година ќе ограничи максималната брзина на своите возила на 180 км на час. Овој потег е дел од безбедносниот план според кого во новите модели на Volvo никој не треба да загине. На негово остварување интензивно се работи веќе со години, па така новите генерации возила на оваа марка се опремени со низа системи од активната и пасивната безбедност. На нив ќе им се придружи и наведениот лимитер на максималната брзина, кој според швеѓаните нема да може да се исклучи. Тоа би било можно само во посебни случаи, како на пример кај полициските автомобили. Освен на 180 км на час, инженерите на Volvo истражуваат и други можности за ограничување на брзината во близина на училиштата и болници. Тоа би функционирало во содейство со системите за навигација и читање на сообраќајните знаци, со што дополнително би се зголемила безбедноста во овие подрачја. Според маркетиншките стручњаци на Volvo, ваквите ограничувања нема да се одразат на продажбата. Освен дека 180 км на час се сосема доволни, тие сметаат дека типичните купувачи на марката не се такви да ризикуваат со поекстремни брзини, дури и на германските автопатишта. Веќе некое време се зборува, но сега и официјално Мекларен потврди дека во наредните 6 години ќе ја прошири својата гама со 18 нови возила. Според шефот на дизајнот Марк Робертс, за мала компанија како што е Мекларен, тоа е голема работа и уште поголем предизвик. Но побарувачката за возила од оваа марка постојано расте и потребно е сериозно проширување на понудата. Но за мислата да се оствари треба да се зголемат капацитетите кои во моментот изнесуваат 4.500 автомобили годишно.
Тоа нема да биде едноставно, бидејќи е во тесна корелација со технолошките процеси за производство на каросериите од јагленородни влакна. Неа ќе имаат и најзначајните од наведените 18 нови модели. Меѓу нив ќе бидат сосема нов електричен суперавтомобил кој е во фаза на тестирање и наследникот на страотниот P1, за кој е планиран плагин хибриден погон. Сепак јасно е дека најголем дел од нив ќе бидат специјални изведби и лимитирани серии на постоечките модели. Ако можеби се прашувате, спортско корисно возило во знакот на Мекларен нема да има. Додека во Женева вриеше од електрични автомобили, човекот кој е заслужен за тоа во Лос Анџелес го представи Тесла Модел Y. Објаснувајќи го во детали за помалиот кросовер на марката, Елон Маск рече дека очекува да се продава подобро од Модел 3. Поставен е на истата платформа и очекувано ги има превземено дизајнерските елементи од него, посебно на предниот дел. Иако ги дели гените со Модел 3, сосема природно за помалото спортско корисно возило, бочните линии и задниот дел упатуваат на семејната поврзаност со поголемиот кросовер Модел X. Во минималистички решената внатрешност, во која има место за 7 патници или 1,9 кубни метри товар, доминира 15-инчниот екран чувствителен на допир. Познати по тоа дека често даваат нереални прогнози за производството, овој пат од Тесла беа повнимателни и објавија дека тоа ќе започне дури на средината на идната година. Понудата на Модел Y ќе се состои од неколку верзии, од кои прво ќе се појават поскапите, што е логичен потек. Основната изведба ќе пристигне последна во пролетта 2021 година. Ќе располага со пакет батерии доволни за 370 километри и ќе чини $39,000. Ќе постигнува максимални 192 километри на час и ќе забрзува до првите 100 за 5,9 секунди. Варијантата со продолжената автономија ќе биде малку побрза и ќе може да помине 480 километри. За неа купувачите ќе треба да платат $8,000 повеќе. Најскапа ќе биде перформансната изведба на Модел Y, која ќе чини $60,000, а меѓу нив ќе се смести и верзијата со погон на сите тркала. Нарачките веќе се примаат, за што е потребен депозит од $2,500. Тесла воопшто нема конкуренција во сегментите на Модел S и Модел 3, но пазарот на помали електрични кросовери веќе е загреан од германските производители. Затоа и се смета дека овој модел ќе биде најважен за компанијата на Елон Маск. Посебно надвор од Соединетите Американски држави, заради што се гради нова фабрика во Кина. Во неа вкупно ќе се инвестираат $5 милиарди, а ќе има капацитет за 3000 возила неделно. По есенската светска премиера, новиот Peugeot 508 конечно се најде и на нашите патишта. Патувавме до Битола, градот во кој традиционалното и модерното се испреплетуваат на својствен начин. На располагање ни беше скоро целата гама од бензинците со 180 и 225, како и дизелите со 160 и 180 конски сили. Недостасуваше само основната верзија со 130 конскиот дизел, која единствена е без новиот автоматски менувач со 8 степени на пренос. По есенската премиера, новиот Peugeot 508 конечно се најде и на нашите патишта. Бевме меѓу првите што го пробаа на тест возење кое Euroimpex го организираше за новинарите. Патувавме до Битола, градот во кој традиционалното и модерното се испреплетуваат на својствен начин. На располагање ни беше скоро целата гама, недостасуваше само основната верзија. Прва дестинација ни беше новото дилерство на Peugeot во Битола, компанијата 365
ауто, каде меѓу нас ги разменивме своите импресии од возењето. А тие беа скоро едногласни. Француската лимузина е радикално нова и нема ништо заедничко со претходникот. Таа повеќе не е семејно ориентиран модел, туку трендовско купе со моќен дизајн. Острите линии и одлично излечените рабови доминираат со изгледот кој привлекува сечи поглед. Агресивноста е нагласена со маската дизајнирана како стартно целно знаменце. Скоро рамните површини на поклопецот на моторот, вратите без рамки за стаклата и линијата на покривот што се спушта ја дефинираат брзата силуета. Целината складно е заокружена со малку мекоз обликуваниот заден дел со високо поставени светла. И внатрешноста е подеднакво модерна и сосема поинаква од онаа на досегашната 508-ка. Во неа владаат третата генерација на дигиталниот iCockpit и малиот управувач несвојствен за возило со ваква големина. Седењето е ергономско и дава впечаток дека возилото е обвиткано околу возачот. Тоа не е само чувство, туку последица на помалите димензии, на што ќе реагираат купувачите кои повеќе ги ценат традиционалните вредности на марката. Ваквиот пристап го комплетира целокупниот спортски карактер во кој возачот е фокусиран на патот пред себе, а новиот 508 него го голта со леснотија. Дури и дизелот со 160 конски сили, на кој му посветивме најмногу внимание, е сосема доволен за остварување на сите желби. Но сепак, заради самото чувство што го всадува 508, возачот некако очекува повеќе. Затоа придонесуваат и неутралното однесување во свиоците и одличното држење на секаков вид асфалт. Заслуга има и повеќе од солидната опременост, која се одразува и на цената. А таа се движи од 33.600 евра за основниот модел, па се до 49.500 евра за најскапиот. Започна пролета и ние веднаш сме во природа, и тоа со вистинско возило. Porsche Macan, најмалото спортско корисно возило на марката од Цуфенхаузен. Денеска се соочуваме со новото издание на Macan, втората генерација, која го направи и најпродавано Porsche од гамата на овој производител. Дури и 911, која е легенда во оваа компанија, не се продава толку добро како Macan. Која е тајната? Ниту е ефтин, ниту е нешто оригинален. Дизајнот е вистински Porsche, но ја дели основата со Audi Q5. Велат дека ова е еден од поевтините Porsche, но цената, барем на тесниот модел, е 97.000 евра. Па во што е тајната? Тоа ќе го откриеме во следните неколку минути. Првата позитивна работа кај Macan е што има добар звук во кабината. Внатрешноста е направена како супер рафинат на Audi Q5, но со сите оние придонеси и сите оние атрибути кои важат за Porsche. Биколорна внатрешност, убава ергономија на предните седишта и веднаш се чувствува доброто управување. Силата се пренесува на сите тркала преку 7 степен PDK менувач. Овој менувач е докажан во спортските модели на куќата, но во Macan се снаоѓа одлично. Преносот на сите тркала делува извонредно, особено на пат полн со свиоци, дупки и се разбира одрони. Ние се наоѓаме на козјак. Овој пат е како створен да се почувствува сето она што го пружа еден автомобил. А овде Macan се однесува како да е дома.
Испод хаубата има 2-литрен турбомотор со 245 коњски сили, а тој произведува еден многу убав звук. Мислам дека го регистрирате звукот и го тера возачот да вложи многу напор во возењето за да доживее многу задоволство за управувачот. Овој пат е полн со одрони и прекриене со песок, па многу често се случува и да се пролизга. Но електрониката која ја мониторира каросеријата е повеќе од суверена. Таа одлично се однесува и го пружа вистинскиот филинг на возење на Порше. Ова е спортско корисно возило, што значи дека е кренато од тлото и има високо тежиште. Но тоа се анулира бидејќи инженерите на Порше дадоа се од себе макан да го направат повеќе од интересен за возење. Го спомнав песокот и многу е лесно каросеријата да пролизга, но многу лесно се кроти. Малиот тигар од Цуфенхаузен покажува дека е вистински Порше. Ке се вратам кај сетапот на возилото. Инженерите дадоа максимум од своето знаење да го направат ова возило одлично за возење и да ја оправда своето име и презиме. Макан е скапо спортско корисно возило. Ова што го возам чини 97.000 евра. Многу е блиску до своите купе браќа, но задоволството во возењето е повеќе од добро. Ке се вратам малку на ПДК менувачот, кој, како и да му наредам, молневито ги менува преносите на брзините. Управувањето е извонредно и јас уживам во секој изминат метар со макан, особено во свиоците каде тој покажува дека е вистински Порше, потпомогнат со погонот на сите тркала и молневитите реакции на менувачот, можете лесно и ефикасно да го контролирате однесувањето на макан. Генетската припадност на макан се гледа и по копчето сместено на долниот дел од управувачот. Со негово притискање вие можете да селектирате спорт или спорт плюс режим на возење. Со неговото притискање не само што добивате потврда амортизација, која патам речено е многу тврда и се чувствува секоја нерамнина на патот, но со тоа профитира управливоста и манирите на возење. Ке се вратам на копчето Спорт Плюс. Кога ќе го притиснете, него добивате екстра перформанси во траење од 30 секунди. Макан, односно малиот тигар од Цуфенхаузен, покажува дека Порше што и да направи е со одличен квалитет. Иако Порше нема традиција во производство на спортско корисни возила, покажува дека што и да произведе, не ја става во компромис својот имидж и не ја става во компромис марката која се гради 70 години. 97.000 евра е дискутабилна цена, но овоа задоволство кое го добивате за управувачот и звукот во кабината од 4-цилиндерскиот мотор ве полни во секој момент со адреналин. Некој безобразен ќе праша и колку троши Порше Макан. Доколку го возите вака динамично,
и со огромни амплитуди и осцилации во возењето, тогаш ќе потроши нешто повеќе од 18,7 литра. Но јас во текот на возењето не го терав цело време во полето на неговите максимални можности. Па просечната потрошувачка ја спуштив и на 12,6 литри. Може би тоа е многу, но треба да се присетиме дека е ова турбобензински мотор што го движи Макан, има перманентен погон на сите тркала и згора на тоа има и автоматски менувач. Па, овие 12,5-6 литра се во границите на толеранцијата. Во границите на толеранцијата не е брзината на моето движење. Патот е полн со предизвици, бидејќи има многу одрони, а во текот на возењето направивме и мал излет на теренот. Порше има и електронски сетап за офроуд, кој сосема добро функционира. Ние не направивме возење на некој предизвикувачки офроуд, но сепак го пробавме вон асфалт. И таму Макан се однесува повеќе од задоволително. Може би и е нетипично за мене да имам толку палба за еден автомобил. Сепак, ќе напоменам дека Макан не е совршен автомобил. За 97.000 евра мислам дека би требало да има нешто повеќе гаджети и дополнителна опрема која е во функција на практичноста. Еве да кажам, јас не најдов добро место каде да ставам мобилен телефон. Исто така немав доволно место во наслонот за рацете каде може да се чуваат дребулии. Но ми се допаѓа внатрешниот изглед на Макан кој не се разликува од ниту еден Порше. Може би е тоа направено и намерно, за да секогаш не подсетува на спортските карактеристики и спортската вокација на разиграните коњи од Цуфенхаузен. Со крајно позитивни импресии го започнувам првиот пролетен ден во ова лето господово 2019. Ја имам вистинската играчка, а велат дека разликата помеѓу децата и мажите е во нивните играчки. А ова е вистинска играчка за секој маж. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. До гледање.